Благодарам, председателя. Почитувани кандидати членови за влада, почитувани гости, доколку ги има, почитувани медиуми, почитувани прателици и почитуван господине Мицевски, координатор на парламентарната група на ВМРО ДПМН. Зашто некоректно? Мислам дека се обратив со името кое што посакувате да ве нарекуваме, Мицевски, координатор на парламентарната група на ВМРО ДПМН. Зошто се обратив директно до вас на почетокот на мојот говор? Да ви укажам благодарност за тоа што како турчин ме поканивте да бидам дел од вашата влада. Но да ве подсетам, господине Мицевски, дека јас, како дел од мојата пратеничка група на Левица, ви предложивме во согласност со идеалите на еден од најголемите револуционери и најголеми државници на Република Турција, револуционерот Мустафа Кемал Ататурк, во согласност со неговите идеали за унитарна, секуларна и еднојазична република, ви предложивме македонска платформа. Што направивте вие? Ја одбивте таа, одлучивте да продолжите со етнотрибализмот наместо со унитаризам. Од тука, погледајќи на ова предлог програма, уште повеќе ми се потврдува ставот дека добро што ве одбив да бидам дел од вашата влада. Затоа што ние не сакаме да продолжиме со она каде што застана претходната влада на СДСМ и ДУИ. Анализирајќи ја предлог програмата, евидентно е дека ќе продолжи исто како и до сега. И во овој мој говор сакам да кажам две работи како интегрално важат за оваа предлог програма, а тоа се што оваа програма содржи нешто што и до сега го имаше, а што истата не содржи, а би требало да содржи според вашите предизборни ветувања, а што исто така претходно не содржеше при владењето на ВМРО, на СДСМ и ДУИ. Прво, предвидувате економски раст. Ветувате економски раст, но тој го концепирате само како раст единствено на богатството на богатите. И со тоа само ќе го продолжите јазот, ќе го продлабочите јазот помеѓу сиромашните и богатите. А господа, да ве подсетам дека бедата на сиромашните извира токму од раскошот на богатите. При тоа, предвидувајќи ваков раст, дури и веднаш се вадите укажувајќи на едно оправдание и велите доколку не се случат непредвидливи политички и економски нарушувања на глобално и регионално ниво. Па затоа сте избрани, господа, да ги предвидите работите, а не да оставите непредвидливи работи. Понатаму, исто како и до сега, го оставате рамниот данок кој што го плаќаат фирмашите. Го задржувате рамниот данок и предвидувате данечен рај, каде, цитирам од вашата програма, бизнисите ќе цветаат. Веројатно планирате да цветаат како во Белизе, во безданочен рај, кој што во изминатиот период се претвори во пекол за македонските работници. Само да направам една споредба во однос на учеството на различни даноци во буџетот на Република Македонија. Данокот на добивка, кој што вие го оставате рамон, учествува со 316 милиони евра. За разлика од него, данокот на додадена вредност, кој што секојдневно во маркетите пазарејки македонскиот работен народ го сноси товарот за овој данок, изнесува 1,3 милиарди евра. Зашто не се одважите да го намалите токму овој данок, данокот на додадена вредност, наместо да го оставите рамен данок
на добивка, со што покажувате дека вие се залагате само за користа на вашите фирми кои што виреат во општеството. Пропратно со ова предвидувате еден куп даночни олеснувања и бенефиции. И јас тука би ви предложил да земете колешката Лукаревска, она има многу бајаги искуство во ова, особено во она што вие се крстите во отпис на данок за фирмите. Потоа продолжувате исто како и до сега со политики каде сакате да не жртвувате на олтарот на странските инвестиции. Дури, господа, и образованието сакате да го кроите по нивни нарав. Па во вашиот новоговор во оваа предлог програма тоа го нарекувате образование согласно пазарот на труд. Исто така ја замислувате и културата. Само како економска дејност која нема никаква духовна карактеристика, како додадена вредност и како алатка за привлекување на девизи, односно како додаток на туристичките водичи кои што ги планирате. Особено евидентно е дека исто така, може би и уште порадикално, уште пофундаменталистички, продолжува евроатлантскиот фундаментализам, кој што, цитирам, е целосно усогласен со надворешната политика на ЕУ. Читајќи го ова поглавје од предлог програмата, размислував дали може би Бујар Османи го пишувал истото, или пак новиот министер Тимчо Мустински се спрема да биде еден од некоја тројка на некој европски град. Може би Брисел овој пат, а не Амстердам. Во ова поглавје особено сакам да забележам она што го пишувате под национални приоритети во надворешната политика на страница 44. Вие викате, цитирам, Македонија треба да ја доизгради, но и постојано да ја надградува својата улога како успешна европска демократија. Потоа, на следната страна, веднаш продолжувате. Владата ќе остане посветена на европската и евроатлантската безбедност, рамка и целосно усогласување на политиките на земјата со заедничка надворешна, безбедносна и одбранбена политика на ЕУ, континуирано ќе придонесува во мисиите на ЕУ за управување со кризи и операции предвидени од НАТО. На истата страница, на страница 45, вие предвидувате во иднина дека дипломатскиот ангажман на владата ќе вложи максимални напори да обезбеди доволно гаранции во прилог на заштита на македонскиот многовековен идентитет, македонски јазик и посебност, и во таа насока ќе побара непосредна поддршка од европските институции, нашите соседи, сојузниците и стратешките партнери. Сте ги наведили истите оние кои што токму досега го загрозуваа сето ова за што вие планирате да побарате поддршка од нив. Од кого ќе побарате? Од Европска унија кој што ви го сервира францускиот предлог за бугаризација? Од НАТО кој што ја окупира нашата држава? Кој што ви го подметна преспанскиот договор? Од Грција? Од Бугарија? Од кого ќе ги барате тие гаранции? Од истата Европска унија која што ги поддржа сите профашизоидни политики на соседите кон нашата држава? Тоа така не бива, колеги. Пазете, продолжувате на истава страна, истовремено ќе продолжиме со активно учество во меѓународните операции кои придонесуваат за обезбедување на глобалниот мир и безбедност. Каде ќе го воспоставите овој мир? Во Украина? Може би во Тајван? На Филипини? Во Косово? Каде ќе воспоставите мир? Секаде онаму каде што воспостависте мир до сега, во Ирак, во Афганистан, во Сирија,